Браќата на Венко Филипче и Зоран Заев здружено се трудат да го освојат енергетскиот бизнис во Македонија. Фирмата Фосимерас, која што се наоѓа во Дојран, на само 500 метри воздушна линија од границата со Грција, во 2023 година ја формирале Вице Заев и Никола Филипче, откриваат од ВМРО ДПМН. Од таму потенцираат дека оваа соларна централа е изградена во најкусможен рок, а сите фази од пренамена на земјиштето до одобрение за градба се направени во време кога Зоран Заев и Венко Филипче беа на функција во централната власт. Вице Заев и Никола Филипче формираат заедничка фирма под името Фосимерас, што преведено од грчки јазик значи дневна светлина. Сопственици на Фосимерас се две компании: Total Engineering од Струмица во собственост на Вице Заев и Plus Network од Скопје, чиј собственик е Никола Филипче. Фосимерас на Заеви и Филипче гради 1,5 мегавати соларна централа на атрактивна локација од 23.000 метри квадратни, на само 500 метри воздушна линија од границата со Грција. Предходно од ВМРО ДПМН обвинија дека во Петрич, Бугарија се вртат милионите на Заеви и Филипче. Таму актуелниот лидер на СДСМ сакал да ја сокрие од јавноста својата фирма Medical 420 БГ. Таа е на адреса каде предходно биле регистрирани фирми на Заеви, велат од ВМРО ДПМН. Од СДСМ на место одговор на овие обвинувања, без да откријат било какви детали, решија да го нападнат премиерот Христијан Мицкоски. Негов баџанак имал фирма во Бугарија. Сепак засега немало да откриваат повеќе, ќе го чекале Мицкоски да одговори на овие обвинувања. На ова иста адреса, на улица Антон Попов број 57 во Петрич, Бугарија, има уште една фирма, Infinity Transport Група. Раководител и собственик е Дончо Карастоев, прв братучет на баџанакот на Мицкоски. Ние ги поставивме тие прашања, ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски треба да одговорат. Како што кажавме, денеска оставаме сам да одговори Христијан Мицкоски. Доколку не одговори, во наредните денови ние продолжуваме со сите информации кои што се поврзани токму на оваа тема денеска. Од ВМРО ДПМН е велат дека опозицијата се служи со невистини и манипулации со цел да избегнат да одговорат за обвинувањата кои владеачката партија ги објавува со денови. Прашуваат и дали е вистина дека компанија од Македонија која е блиска до поранешен председател на СДСМ и премиер на државата исплаќа пари на бугарска фирма која е во собственост на поранешен председател на СДСМ и премиер на државата.